Кате, здраво и мило ми е шу оваа нова година. Ти си ни прва, да ти честитам пред се среќна нова година и уште многу успеси у секое можно поле. За почеток кажи ми како си. Здраво, Гоги, среќна нова година, многу успеси да си имаш и ти оваа година. Супер сум, со оглед на тоа дека 2025 беше така доста челенџинг година. Добра сум, супер сум. Генерално добро. Така, да не трошиме време безпотребно, поради тоа што и ти си имаш доста обврски и двајцата сме преокупирани со тренинг и со сенели. Не е лесно да си светски шампион поново. Кажи ми за почеток зошто бодибилдинг? Зошто бодибилдинг? Од секогаш ме влечел овој спорт, уште од мали нозе. Не сум била ментално и физички спремна да кога сум била помлада. И финансиски знаеш колку тоа многу значи и колку треба да се склопат сите коцки. Да. У суштина ме влече се што е многу екстремно. А знаеш дека бодибилдингот е доста екстремен спорт, така да. Да. Вака сега, поради тоа што те кажа дека те влечат екстремни работи и се ме интересира малку да се вратиме доста наназад. Кажи ми од аспект на друг спорт, дали има нешто друго кое што Кате ја поврзува до бодибилдингот? Ме интересира транзицијата до тоа како Катерина стигнува до бодибилдинг. Сум тренирала повеќе спортови кога сум била мала, воедно и модерен балет, пошто тоа е баш као спорт, мислам, во тоа би го сврстала. Сум тренирала едно кратко време ритмичка гимнастика, многу мала, мислам многу кратко, меѓутоа сум доста висока за тој спорт. Сум тренирала и баскет, така да секогаш ме влечеле спортови. До бодибилдингот како стигам преку мои пријатели, значи соученици кои што учеа со мене во основно. Нивниот татко беше професор по физкултура, исто така имаше бодибилдинг клуб, еден меѓу првите. Ние немавме фитнес сала во средно уметничко, одевме во Партизан кај што трениравме исто гимнастика и се што имаше таму што можеме да користиме, и воедно имавме задолжително како предмет фитнес и бодибилдинг. И тука многу се поврзав и со човекот и со спортов како спорт. Ги пратам сите билдери уште од мала, со сите можни билдери, најхардкор билдери од времето имам вежбано во Скопје, така да генерално така. Така, баш ми е мило. Кажи ми исто друго што би ме интересирало. Како се соочуваш со тоа, да речеме, поради тоа што кај нас е како што го кажале, бодибилдингот е машки спорт. Кажи ми колку е тоа табу тема, колку е тоа погрешна тема, колку е целото мит од твоја гледна точка. Апсолутно е мит, затоа што тоа е исто спорт како и сите други. Спортот како спорт се носи рамка на изглед, како еден, значи како атлетата треба да изгледа, без разлика дали е машко или женско. Секако во секој спорт има мускули, негде се потенки, негде се потопчести, пливачките имаат големи рамена, значи знаеш и сам ватерполистите како изгледаат, кикбокс исто е екстремен спорт за жена, и така натака. И мислам дека тоа апсолутно не треба да се гледа така, зашто не е само до бодибилдингот, основа на секој спорт е бодибилдинг. Сите други спортисти тренираат, нели, бодибилдинг за да ги подобрат своите перформанси. Ако правиме муабет исто така фудбал, која жена тренира фудбал, мислам многу ретко, меѓутоа не може да се гледа тоа така. Спорт е спорт. Тука апсолутно луѓе не знам, многу ми е чудно што така размислуваат, како да не се информирани. И гледам и дека мајките на децата што ги воспитуваат дури сега во новиве генерации, дека ги запишуваат само на балет, а например детево може да не го влече балет и може да не е за тоа, иако мене ме влечело тоа. Значи јас имам две страни, како да кажам, секој човек има јинк јанкето, знаеш, и машка и женска страна. Меѓутоа не треба тоа се гледа тоа така дека по дефолт си ти маш ако тренираш со тегови. Значи во секој спорт употребуваш сила, во секој спорт треба да си ментално спремен и свесен, така да тоа е табу тема и не треба да се гледа така. Апсолутно не се согласувам со тоа.
не те прави тоа не женствен ако тренираш спорт кај што се користат тегот. Точно, точно. Исто би се сложил тотално дека се работи сепак за спорт каде што имаме и машки и женски категории. А ова ќе ни биде една интересна транзиција да речеме до следното прашање кој го имам кон тебе. Поради тоа што знам дека имаш започнато со бикини категорија, Да. кажи ми која е транзицијата на Кате од бикини во боди фитнес? Зошто боди фитнес? Која беше одлуката? Која има донесено целата одлука, нели, пошто претпоставам дека сега знаеме кој тој тренер, нели, работиш со Бобан Ѓоровски и ме интересира поради тоа што веќе кога започна ти со него, ти веќе беше во боди фитнес. Во боди фитнес, да. Така да он не е тој кој што има дадено таа одлука или да речеме заедничка, не е заедничка одлука помеѓу вас двајца. Поради тоа што доста порано имаш започнато со боди фитнес. Кажи ми која е транзицијата, зошто е таа транзиција, пошто сепак нели еве ќе се надоврзам повторно на тоа дека женските најчесто ги одбираат тие бикини, велнес, ме разбираш? Зашто Баш поради тоа. Баш Да. поради тоа јас сум разговарала, знаеш дека веќе многу долго време се надпреварувам, имам комуникација со најразлични атлети женски и помлади и повозрасни, мастерси во моите категории над 40, над 45. Сите жени имаат притисок од јавноста, од средината, дека ако се бават со некој спорт кој што не е бикини, мислам со некоја категорија кој што не е бикини, дека по дефолт ќе изгледаат како мажи. Апсолутно не е така. Јас сум почнала од причина што јас пред да почнам да се бавам со спортов, генетски сум многу тенка, имам манекенска градба. Мене сега ми фали на моменти оној топчест изглед, меѓутоа јас не можам комплетно толку да го постигнам како да кажам, како некои атлети што се пониски, што имаат генетски таква мускулатура, затоа што сум едноставно така родена, нели? Да. Ми е генетската предиспозиција и сум вложила многу труд и работа во ова. Меѓутоа, со Мирко вежбав претходно, нели Мирко ми беше првиот тренер. Низ разговор со него и тој се прашуваше во која категорија повеќе припаѓам, сме се консултирали исто со некои поискусни атлети кои што биле и боди фитнес и бикини, дојдовме до заклучок уште на самите почетоци тогаш дека мојата градба, иако е тенка, е сепак поатлетска и дека јас припаѓам повеќе на категоријата боди фитнес отколку на бикини. Иако можам да влезам таму ако работам, меѓутоа мене и самиот карактер, самото движење, самиот позинг повеќе ми лежи оваа категорија. Нели има така се бира обично Да, категорија, да. што ти лежи најмногу, зашто си роден. Точно, би се сложил за тоа и иако ги знам дел од овие разговори, дел од овие транзиции, поради тоа што ти ме знаеш од самиот мој почеток. Да. Убаво е да се слушне поради тоа што исто би се сложил точно дека дефинитивно е категорија која што премногу ти лежи. Сега, кажи ми како според тебе би ја разбудиле свеста, да речеме, кај останатите девојчиња, жени кои што сакаат да се надпреваруваат, како да ги поттикнеме се такмичат во оваа категорија, поради тоа што мислам дека оваа FBB е категорија која што нема доволно внимание барем кај нас. Еве гледаме според државниве првенства у последно време ти во својата категорија 2024 имаше последен пат конкурент против тебе. Да. И тоа беше Не само знам, да. еден. И тоа беше само еден. Значи на повеќе наврати е се по еден, максимум 103 у категорија. Кажи ми како кај македонската публика, македонските девојчиња и жени, како да ја разбудиме свеста дека можеби не сме сите за бикини, можеби не сме сите за велнес. Знаеш што мислам дека тука најголемиот проблем. Бидејќи ке е мала држава, која што има многу малку надпреварувачи, жени ќе кажам, пошто некако пак го доживуваме така дека по дефолт е овој повеќе машки спорт. И тоа е некако толку многу вкоренето, тоа уверување во оваа средина, што жените кои што имаат желба да се такмичат, да се надпреваруваат и сакаат да пробаат, тоа им изгледа многу фан. Ајде јас сега ќе земам, ќе се надпреварувам во категоријата бикини, бидејќи оф сизон не се отстапува таму многу од она што ти го носиш на бина. Сепак си тенок, не треба, мислам, секоја категорија носи своја тежина, да се разбереме. И тоа да останеш тенок,
и да јадеш толку малку е исто апсолутно многу тешко и да да не искочиш од пропорција, зашто тоа па други пропорции бара. Меѓутоа е, како да кажам, некако полесно. Знаеш, оф сизонот во wellness каков е, оф сизонот каков е во body fitness, колку сериозна трансформација, некојаш има по 10 на 12, 15 кила, кога одиме оф, он, кога ни треба да некој импрувмент да направиме на себе и мислам дека се плашат од тоа и дека мене ова ми е професија. Ја ова не го правам само за да се напреварувам како спортист, ова го работам, јас сум влезена апсолутно во тоа ми е живот, мислам комплетно, мислам дека тука лежи проблемот кај жените, затоа што они цело време викаат што ќе правам јас кога нема се напреварувам, како ќе ме гледаат другите луѓе, дали ќе ме прифатат и така натака. Треба да се излезе од тоа, на никој не треба му е гајле што мислат другите, ако јас се замарам што мислат сите за мене и на кој сум допадлива, никогаш нема да го правам спортот. Некој ќе каже за Серена Вилијамс, види ја колкава е, колкави рамена има за пливачици. За најубавиот човек секогаш нешто ќе каже некој. Секогаш луѓето има да кажат тоа треба да се исклучи од овој менталитет за да може да се бавиш со спорт. Така, така. Вака сега, поради тоа што ете да речеме, според тоа ја колку сум информиран и колку знам за тебе, до сега имаш работено со двајца тренери, така? Да. Кажи ми, која е разликата помеѓу нив двајца? Која е клучната разлика? Еве, доколку некиш не мора навлегуваме во детали, ама ете ме интересира од прилика твојот мајндсет како човек кој што работи со тренер и можам да кажам дека си доста верна и достојна на тие со кои што работиш, поради тоа што колку долга кариера имаш, исто и тоа е прашање кое што ме интересира. Се на се. Па 12 години. Точно, Да. 12 години, Да. значи за 12 години некој може да има и до 24 тренери. Ме разбираш? Да. Мислам дека тука е клучот на сите атлети каде прават грешки, дека кога ќе одбереш да работиш со некој тренер, треба да останеш доследен на тоа, бидејќи тренерот нема магично стапче и не може да направи нешто преку ног, знаеш колку е исцрпно тоа каква работа и колку треба време и дека треба да се даде шанса. Секој тренер работи нели со различен принцип. Мирко, јас сум како да кажам продукт на Мирко, почнав со него, јас сум многу сум му благодарна за се, многу научив од него, он си имаше еден начин на кој што ме спремаше, меѓутоа разликата е, нема мислам тука ништо и да навлеземе, не е никак, мислам ништо не е тоа лошо. Разликата е што со Бован Ѓуровски има многу поише искуство, бидејќи е у смисол на детали, за жени поготово исто, затоа што е прво пред се повеќе од 25 години судија, интернационален судија, каде што ги прати сите правила и целата еволуција на спортот, на што треба да се работи и тоа е многу клучен момент. Исто така постојано е на надпревар, тоа нели Да, може да го видиме, да. Да, може да го видиме тоа што е многу важно и јас како надпреварач што сум постојано на надпревар, исто многу научив за спортов и тоа е многу важно и можам да кажам дека ова може ќе биде интересно. Психолошкиот дел, трпението на Бови. Мирко многу го сакав, ама беше толку краток фит и толку смешни моменти сме имале со него, што сега денеска ги раскажуваме како добри спомени. Боби е многу трпелив, кога има проблеми, некогаш ние забораваме како напреварувачи кога сме на диета, некогаш правиме глупости и така натаму и така натаму. Од пасоши до што ти не таму. Многу смирено ги прифаќа работите и сериозна психолошка поддршка, што многу ми се допаѓа. Ептен е зрел како тренер, многу, тоа е разликата. Така, интересно е што со ово отвараш уште една тема која што знам според тоа што објавуваш на сторињата какво мислење имаш. Поради тоа што викаш еве за Мирко иако повеќе не е меѓу нас, викаш дека бил избувлив. Ајде да се префрлиме на уште едно доста контраверзно прашање. Дали секој надпреварувач може да е тренер? Дали секој кој што застанал на бина значи дека треба да е тренер? Никако. Апсолутно не. Апсолутно не, затоа што не значи ако се напреваруваш дека ти си психолошки, ментално спремен да водиш луѓе, тоа е апсолутно друг левел на спремање. Значи,
Мастер тренер е многу сериозна одговорност, бара сериозна посветеност, сериозна психолошка стабилност, спремност и така натаму. И апсолутно не може. Мислам, поготово па не многу млади луѓе, кои што многу знаеме од мораво на тренери сега што излегува све, се разбираме тука комплетно, што немаат ни искуство, каде што даваат совети и за хемија, и за такви ствари, се работи со физиологија и стварно може да настанат сериозни здравствени проблеми. Точно, значи заклучок на целиот муабет ни е дека бината е нешто кое што го правиме за наша сатисфакција, поради тоа што ќе навлеземе и за таа тема, поради тоа што не е нешто кое што можеш да профитираш и не можеме бината да ја сватиме како нешто за промовирање на коучинг, онлайн коучинг, персонални тренинзи. Значи, треба да се искорени тоа дефинитивно и не е тоа проблем само кај нас. Не може секој што ќе заврши со такмичење, уште не симнат од бино, он веќе ги има направено рекламите, некој што го сликал како е качен на бино ги прави рекламите, повеќе и одма иде повеќе од 500 задоволни клиенти, од кои што тие 500 5 се негови, другите се симнати слики од некои други тренери и целото се врти у круг. Апсолутно. Јас не сум имала 500 задоволни клиенти, зборувам за надпреварувачи, па камоли некој што сега си почнал со кариерата. Така да се разбираме без разлика која е и возраста на самиот тренер. Тен треба да се размислува нова и треба да се воведе некоја, како да кажам тука, некоја контрола мора да има, затоа што многу сум запрепастена, јас и не само во однос на спортов и на тој коучинг. Општо генерално во Скопје ова е изгледано скрос од колосек. Би се сложил поради тоа што Скопје, да речеме, епицентар на фитнес тренери, дефинитивно да. Мислам во затвор дека треба да бидат некои луѓе за објавите. Друго што ме интересира поради тоа што си надпреварувачка која што нема на која бина нема стапнато од Македонија до Токио и назад. Кажи ми во која насока се движи боди фитнесот според тебе? Значи вака, боди фитнесот има страшно голема еволуција. Сите категорија, ама поготово да кажам боди фитнесот и физик категоријава женски бодибилдинг. Како едни постари категории, пошто ти не се сеќаваш зашто си помала од мене, јас кога сум пратела порано, бикини немаше, боди фитнес беше прва категорија, воедно кога... Женски билдинг, така? Мислам, тоа беше како едно своеврсно бикини на времето, ме разбираш, само како поатлетски. Сега, еволуцијата оди страшно премногу брзо, мислам дека се претерува со кондишнинг, дека малку излегуваат од пропорции жениве се тука настанува таа целата слика за женственост и неженственост, дека веќе боди фитнесот кога ќе отидеш во професионалци, зборам за EFBB, за NPC да не правам муавет, тоа е више скроз друга димензија, next level. Поготово во про, дека толку се излезени од пропорцијава на боди фитнес, јас не знам дали гледам физик или боди фитнес. Тука мислам дека треба да се разграничи тоа. Тоа го поставам ова прашање поради тоа што IFBB е федерација која што според најново тестираат, така? Сега тестираат за допинг, бараат премногу кондишнинг, двете ми се некако немаат корелација. Ради тоа те прашувам што точно се бара според тебе во овој најнов боди фитнес кој што го воведуваат. Поради тоа што да речеме имаше прилика ти кај што ми кажа ти суди панел кој што нема видено жена на бина. Да. Знаеш, многу интересно изгледа од страна кога зборувам јас, еве поготово за лајци кои би ме гледале, можеби ќе звучи дека сум пристрасна и така натака, јас сум апсолутно многу самосвесна надпреварувачка, дури сум и многу самокритична, некогаш и повеќе од што треба. Да, ти ме познаваш, јас кога знам дека не сум била доволно спремна или кога некогаш ми фали, секогаш сум викала, уште малку ова фалеше, тоа се нијансите и така натаму. Меѓутоа некогаш толку излегувале работите од контрола, кај што сум била во сериозна форма. Еве, на пример, јас излегувам Арнолд Класик. Арнолд Класик влегувам во први 6. Сите знаеме дека како надпреваруваш да влезеш во топ 6 е
лудило од успех, бидејќи Точно. тоа е стварно има сериозно многу натпреварувачи, голема конкуренција. А, сите мои колешки кои што многу биле конкурентни до тогаш, и некоја била прва, некоја била апсолутна, некоја била трета, у тие први 6 сме се вртеле сите. Месец и пол поминува, ние одиме на светско првенство, се качуваме на бина сите тие истите и ни едно од нас во категоријата Мастерс не влегува во финале. Значи тие кои што бевте топ 6 на Арнолд Класик Да, на не светското влеговме надпреварување, на светско, не влеговме во Јапан во финале. Поминуваат 2 сати или 3 сати. Ние се такмичиме во сениори, во младиве, нели? Влегуваме сите во топ 6, ме разбираш? Затоа што се менува судискиот панел, ама тоа не е нормално на едно само такмичење да има таква разлика. Јас едно да мислам дека сум во различна федерација или на друго такмичење. Толку да се гледиштата на судиите во судери различни, ме разбираш? Едниот вика имаш многу мускули, многу сепарација, другиот вика немаш мускули, треба да изгледаш како за физик. И тука се тие некои куршлуси. се враќаме повторно на разговорот кој што го има во првата епизода со Божидар, кој што ја го напоменав. Значи, иако имаме правила, сепак се работи за многу оценуваш нечив изглед, пласманот ти зависи од тоа тој даден панел, тој даден судија што преферира. Иако имаме правила, сепак моје толку и твое толку следи друго. Ме разбираш? Субјективно е многу, Така, да. премногу субјективно. Баш овој разговор ми требаше оваа приказна, поради тоа што лично ја знам каква беше реакцијата на почетокот и дефинитивно мислам дека треба да се придржуваме кон тие правила, нели сепак знаеме како треба да изгледа една боди фитнес фигура. Сум бил да речеме очевидец на тоа како им се дели еден од главните судии, како предава за целото пред такмичењето и повторно се случуваат грешки. Посебно во вакви категории, да речеме, каде што ајде на наша бина, како што напоменавме, немаме толку такмичари во боди фитнес. Ама во другиве, да речеме светски, европски, според тоа што можам да видам, не баре боди фитнес и бикини има од прилика исти број на Најмногу. надпреварувачки, да. Исти број на надпреварувачки каде што мора да се придржуваме кон некои правила и принципи. Ете, амбициите на тебе ти ги знам, ќе навлеземе малку и тоа дали се гледаш и како се гледаш како судија. Јас исто имам некоја желба и амбиција кон тоа, поради тоа што сепак ако работиш како тренер, нели, секогаш се ставаш од тој аспект и да работиш и со рекреативци, мора да имаш представа како треба едно одредено тело да изгледа. Поради тоа мислам дека има правила кои што мора да се придржуваат за да не биде оштетен некој надпреварувач. Апсолутно, има рулбук. Јас имам прочитано, еве конкретно за мојата категорија според Боби, баш излезано е од книга точно со зборови дека треба да е V-shape. Значи што значи V-shape? Кога има изразени рамена и грб, латисимус, тенок струк, мускулите треба да се атлетски како вретенести, не топчести, ништо не треба од пропорција да излегува во боди фитнесот. Сепарација доволна, меѓутоа не со striations, со да се познаваат мускулни влакна и така натаму до коска што се вика одран, како што е физик или женски бодибилдинг за кој што не знае оваа категорија која е. Ета тоа и субјективно не треба да биде така субјективно ако на некој му се свига повеќе висока девојка или ниска девојка, или на некој му се допаѓа поише да има сепарација во нозете напред, на некој позади, некој судија сака повеќе задник и тука настанува тоа. Дури мислам дека во еден момент малку несвесно го сексуализираат тоа, го Да. доведуваат до, како да кажам, до својот личен вкус, дека така бираат. Тоа мислам дека не треба да се случува и дека треба да се работи на тоа. За жал, очевидец сум исто и на еден ваков случај, само не у твојата категорија, туку бикини, каде што форсирани беа на едно надпреварување плавите девојки, разбираш, сите кои што беа плави беа Да, иако
нема кондишнинг, нема ништо, премногу меко. Точно во AFB би се бара софт изглед кај бикинка, ама ова беше излезено како за фотошут за Playboy. Ама поради тоа што беше плаво, она беше избуткана и бе оштетен од преварувачки кој што има страшна форма. Кај тебе у твојата категорија проблемот поради тоа што е тенка линијата. Што кажа, сепарирано, но не премногу со стријаци. Тенка е линијата измеѓу физик и боди фитнес. Поради Да, тоа е убавината уствари на целата категорија. и исто така се чудат, еве повеќе луѓе ме прашуваат зашо никогаш, скоро секогаш правам поголем резултат во сениори, што нели е како потешка категорија, затоа што јас имам 42 ќе полнам сега во февруар, над 40, од 40 до 45 мастерси, а јас се натпреварувам во категорија кај што луѓето се од 24 до 40. Да. Ама секогаш сум најстара, сакам да кажам дека горе доле се до 35, 37 така нешто и се таа потешка категорија нормално. Меѓутоа во мастерс кога ќе излезам, има прво никогаш и повеќе надпреварувачки, затоа што тие се, како да кажам, тоа е како open категорија. Ние сме во сениорите висински, над 168, зависи колкаво е надпреварувањето и секој тука сме со висина. Да. И може многу полесно да се оценува, ама кога ќе влезеш ти во мастерс, таму немаш висина. Таму си од најниска до највисока и сме како аптекарски шишиња. И ти кога ќе излезат 20 и кусур девојки, такви најразлични во свет, кој знае како се одвива судењето, можам да замислам, значи неспоредливо е некако и доста голем хаос настанува во судењето на тој начин. Така. И некој преферира пониски, некој повисоки, Точно. за и Точно, да. Посебно имаш право, за тие оверол категории се малце проблематични. Нешто друго кое што ме интересира, твое мислење. Кажи ми, каква е разликата помеѓу тренингот на една врвна такмичарка кај нас која што е во боди фитнес за разлика од другите категории? Колку се разликува твојот тренинг, ете да речеме работиш и со тренер? Колку се разликува тоа според тебе? Па има голема разлика. Прво, пошто јас, мене нема одстапка, јас морам секој ден да вежбам, колку пати е зададено да се вежба. Некогаш правам многу волум, зависи во која фаза сум, нели, се креваат доста килажи, иако јас сум дојдена до некоја фаза кај што мене сега не ми треба толку многу мускулна маса, не треба да се излезе ни од таа граница и тука треба да се внимава во секоја сезона што ми фали, што не ми фали. Храната, се се разликува, се. Значи, во однос на тоа бикините како тренираат и колку јадат, ова е скроз диаметрално различно, мислам. Така, два различни света, поради тоа ми беше битно како прашање што би издвоила ти најмногу дека е разликата, ама очигледно е тоа. А и горниот дел исто така, ајде да речеме за нозе, сите жени мораме да газиме јако, знаеш и сам. Јас вежбам на принцип на кој што на многу луѓе не има познат, принципот на бои, јас вежбам нозе 3 пати неделно. Најмногу издвојувам во една сезона што ми фали, например, некогаш ми фалело повеќе задна ложа и позади, некогаш ми фалело повеќе напред и така определуваме дали ова 2 пати, ова еднаш и го менуваме, зависи според тоа како изгледам. И знаеш и ти сам колку е тоа тешко. Да. Значи помалце вежби се прават, многу серии, 5 до 6 серии, се вежба со килажа, сега и горниот дел се тука ќе го ставам, затоа што бикинките горе не треба толку да го вежбаат горниот дел, напротив се многу тенки, имаат некој више и понака малце мускулчиња, тенки раце и тоа е разликата исто. Ние многу јако вежбаме и горен дел, поготово грб, рамо. Рамото исто така доста комплексен зглоб кој што е мал, а треба да, јас сум висока, рацеве ми се долги, екстремитетиве, па треба да ставам килажи, па некојаш те боли, ти се воспалува и така. Така, колку што има своји позитивни, Да. толку има и своји негативни. Друго кое што ме интересира да те прашам исто. Кажи ми, поради тоа што викаш дека скоро 42 години, 12 години надпреварувачка сезона, континуирано, со многу кратки паузи.
Кажи ми, од каде драйвот Катерина се уште да го има за бодибилдинг? Леле, Во што го гледаш драйвот? не знам како да го објаснам ова. Едноставно тоа уживам, го сакам и вистински го сакам и сега кога сум off season, пошто решив оваа следнава пролетна сезона да ја скипнам, да ја скокнам за да се одморам малце, бидејќи 3 сезони веќе, може и 4 не сум престанала со натпреварување. Значи само што ќе осетам мирис на боја, сега на пример да доаѓам да ви помагам на вас, и сега само што ќе ги мирис на моризови галети, мене одма ми доаѓа желба да се натпреварувам. Толку голем драйв имам за спортов, не можам да, не знам ни како да го објаснам, ни сама на себе не можам да си го објаснам тоа. Така, Меѓутоа многу ме смени како личност спортов, многу ми даде една друга димензија за животот и најверојатно и за тоа толку го сакам. јасно. Кажи ми, поради тоа што си дефинитивно едно од попосветените, поради тоа што сепак за да имаш континуирано врзани сезони мора да си all in. Кажи ми кој е клучниот момент, може би е некое такмичење, може би е разјаснување со самата себе, каде што ти одлучуваш, поради тоа што секој такмичар го има тоа. Океј, идам all in ова, давам се од себе, се посветувам максимално на бодибилдингот, се посветувам тоа Катерина да биде познаена како надпреварувачка во бодибилдинг и така натаму и така натаму. Кажи ми кој е тој клучен момент, дали можеш да го издвоиш? Поради тоа што сигурно го има и знам дека го има. Што ме натерало вака да размислувам? Зошто Катерина е all in? Зошто Катерина да речеме не се откажала, имаш надпреварувано против Едина Муса каде што тогаш зема второ место мислам против неа. Да речеме некој би завршиле тука, така? Јас сум Зошто да, продолжи? поразлична сум како човек. Јас секогаш сакам да докажам кога нешто е обратно. Мене кога ќе ме стават место подоле или кога ќе нема да направам толку голем успех како што сум сакала да направам, мене повеќе ме драйва тоа да докажам дека можам. И најмногу заради тоа што сакам да ги мотивирам и инспирирам помладите спортисти, луѓето кои што сакаат да се бават со некој спорт, без разлика дали е бодибилдинг, и дека никогаш не треба да се откажуваат. Генерално сум за се така во животот. Кога ќе зацртам нешто, дека ќе го направам, крај. И не отстапувам додека не го направам тоа. Ето, тоа ми е. Јасно, јасно. Вака, интересни, многу интересни работи, поради тоа што по не знам кој пат ги слушам, може би дел од работиве и се уште ми се интересни. Кажи ми, има тука едно прашање од гледачите, анонимно прашање. Дали осеќаш од надпреварувачка сезона во надпреварувачка сезона, да им објасниме на гледачите, поради тоа што во IFBB, во федерацијата која што ти се такмичиш, имаме пролетна и есенска полусезона. Дали гледаш било каков проблем поради тоа што си во тие транзиции, да речеме не баре цела година со низок процент на масти, со low body fat, поради тоа што си жена, женски хормони поразлични од кај нас. Кажи ми хормонално дали осеќаш некоја разлика и така натаму, сакам од тебе да слушнам. Не, вака ги немам изместено нешто хормоните, не сум направила никој дисбаланс до сега, бидејќи многу не се хранам прво како типичен бодибилдер, пошто веќе тоа нели има голема еволуција, информации достапни многу и не јадам стек и ориз само. Сите мислат дека не јадам само стек и ориз, апсолутно не е така. Здраво се хранам, јадам доста зеленила, си пијам витамини, таква суплементација. Циклусот менструален го немам поместено воопшто за текот на целата сезона. Со исклучок на она спортска менструација сум кажала и на друг подкаст и на некој друго интервју најверојатно, како кај секој спортист, што жената кога е пред самиот натпревар, бидејќи телото е насочено само на тоа, може да закасни менструацијата малку да се помести во тој околу надпреварот, меѓутоа од кога ќе завршам со надпреварот, нормално бидејќи тука не се само женските хормони во прашање, тука инсулинот, кортизолот, така натаму, се е тоа фокусирано само на тоа што го правиме во моментот, за она што се спремаме, после сега тоа треба да се регулира нели телото, тие спајкови кога ќе почнеш да јадеш,
гладот што го осеќаш иако си најаден, да се навикнеш на другата храна, water retention, тоа кортизол, нормално, пошто си му направил некој одреден стрес на телото, зашто знаеме дека секој професионален спорт си има pros and cons, нели? На моменти и нездраво и не треба да се држи телото во толку низок процент на масти. Меѓутоа, кога имаме наредна сезона, веќе телото е приближно спремно. Тоа е, како да кажам, изградено искусно тело, кое што немаш ти потреба веќе од толку екстреми, само држиш некоја константа за да можеш после многу побрзо да се исчистиш, како што викаме ние за Да. таа терминологија, да. Кажи ми, според тебе, која е година со која што Кате од својот од бодибилдинг аспект, да речеме, е најгорда на себе? 2024 и 2025. Дефинитивно. Можам да ги споменам последниве неколку години, ама 2024 и 2025. Иако како светска шампионка во друга категорија сега, знаеш, емотивно сме врзани сите за боди фитнесот, меѓутоа страшно голем успех, нормално. Меѓутоа и во таа категорија јас пак влегов во први 6 во мојата категорија во боди фитнес, сум премногу задоволна. Беше фино искуство зашто беше нешто поразлично. Мислам, тоа е тоа, спремањето е тоа, нас не ни е само тоа што ќе застанеме на бина, него целиот процес. Најзадоволна сум од овие две, сериозно голем успех. И воедно и дека ме номинираа сега и за спортистка на годината и така натака, мислам стварно така, можам да ја одам оваа година како многу успешна. Да се надоврзам на тоа прашање пред се да ти честитам за успехот, иако ти Ала, честитав на приватно, вака сакам исто. Кажи ми, поради тоа што викаш дека 2024 и 2025 ти се години со кои што си најгорда на себе. Што требаше Катерина да жртвува за да бидат тие години такви како што се од бодибилдинг аспект? види, јас како надпреварувач и како некој кој што се бави со спорт, не сум типично како другите такмичари. Јас сум многу социјална, ја не го исклучувам животот социјален воопшто. И знаеш дека до сам крај работам и дека не легнувам и да викам леле колку ми е тешко. Дури искачам, Да. нормално, нели не може да пиеме алкохол тогаш и така натаму и така натаму. Може би ете некој одреден тип на забави, меѓутоа пак не можам да се пожалам и дека сум сегде присутна. Може би најмногу жртвувам, претпоставам некои партнерски односи, врски и такви ствари, затоа што мислам, сум приметила дека не многу ретко ме прифаќаат луѓе со овој спорт, не само заради тоа што сум цело време на диета, туку воопшто за ова што го правам, спотлетот кој го имам, дали пошто и тоа е табу тема тука кај нас, го доживуваат во бикини сме ние соблечени така натаму, можеби тоа само. Меѓутоа пак ќе кажам кој сака да ме прати, ќе ме прати вака затоа што нема да се сменам. Ова го сакам да го правам. Генерално тоа, мислам дека друго ништо. Така, интересно. Очекував малце поразлично, ама добро го добив одговорот кој што е реален и искрен. Друго кој што ме интересира, поради тоа што имаме едно интересно прашање, дали Катерина се гледа во иднина како родител и дали мисли дека бодибилдингот би имал некаков ефект на тоа? Апсолутно да. Мислам дека нема никаков ефект бодибилдингот на тоа. Тоа е нешто што јас не го форсирам како други луѓе, бидејќи нашава оваа средина е малку поинаку воспитана тука, овие балкански мажи и жени се прават во некоја рамка. Јас сакам тоа да дојде спонтано и може поради таа причина не се случило до сега. И инаку не би била пречка бодибилдингот. Точно би се сложил, иако не само кај нас, општо сегде за светски рамки збориме, мислат дека бодибилдингот е нешто кое што асоцира на неплодност, асоцира на нездрав начин на живот, дека, како што спомнавме во претходниот подкаст, дека целиот спорт е улје. Дефинитивно мислам дека е тешка глупост. Ради тоа беше убаво да се слушна ова и од жена, од аспект на жена, какво мислење има,
нормално нели, поради тоа што зборам со искрен соговорник, знам дека е одговорено од срце и од мисла која што е во било кој даден момент од денот така да преубаво е да се слушнах. Па не може да се генерализира со тоа што јас ќе ти кажам за сите мои колешки, дури и помлади од мене, дека сите се мајки. Некој на 2, некој на 3, некој на 5 деца, а се уште се надпреваруваат. Точно. Вера, дали беше од кај беше од Украина, Од што Украина. сега се надпреваруваше со мене. Она како ми кажа дека има 2 или 3 деца, колку има, мислам апсолутно нема врска тоа едното со другото. И нормално дека кога ќе се одлучиш да го направиш тоа, треба да направиш одредена пауза, си има своја убавина во животот. Тоа се само предрасуди, стереотипи, исто така и секој спорт и секој користење на нешто, ако некој одлучи веќе за нешто такво, доколку се злоупотребува, ќе имаш такви последици. Доколку правиш нешто што тебе би ти штетело, ќе имаш такви последици. Доколку се си тераш здраво и нормално, во умерени, како да кажам, граници со диетата, зборам со се целокупно, да не ме свати некој погрешно, апсолутно ќе бидеш здрав, јас комплетно правам секојаш и здравствени прегледи, така натаму и така натаму. И во друг спорт да правиш, да злоупотребуваш нешто, истото ќе се случи, така да не се согласам со тоа. Што е целата сврха и поента на овој подкаст? Сакам малку да ја покажеме реалната слика на бодибилдингот, да дадеме до знаење дека постои точно употреба и злоупотреба на супстанции, дека секој врвен спортист мора да употребува и дури и шахистите користат психостимуланси, но нигдека не се спомнува тоа. Според најновото истражување во бициклизмот се користат повеќе стероиди отколку во бодибилдингот. Еден врвен бициклист зима поголем циклус од некој кој што е во 212 или во Open Bodybuilding на Мистер Олимпија, но целиот изглед како изгледаме, целата посветеност и целиот екстремен изглед, ајде да кажеме, не мора да делиме категорија по категорија, асоцира на тоа. Разбираш, поради тоа што кај нас се стига пикот на изгледот, кај нив се стига пикот на перформансот. Исти Да, секогаш луѓето го гледаат визуелното на пикот на изгледот, дека тоа е надчовечки размери, меѓутоа не го прави човекот тоа што го земал таков, тоа го прави години труд и работа и дошол до тоа. И спиел, и се хранел и така натаму. Точно. Значи, сепак, како што кажа ти, точно е тоа, исто така и се работи за истите субстанции. Нема магија, но се користат и се преднасочуваат кон различна употреба. Кон билдингот може би за изглед, кој што, како што кажа ти, визуелно паѓа у очи прв, кај ни го земаат за перформанс. Ме разбираш, поради тоа што да си врвна атлета во бициклизам, пливање, шахист, не се прави целото од леп и од млеко. Дефинитивно. Апсолутно, да. Друго кое што ме интересира од твоја страна, кажи ми тренерски аспект. Дали Катерина се гледа како успешен тренер на такмичари или сепак би се задржала околу рутата на рекреативци? Нели знаеме дека оваа година конечно отвори едно преубаво фитнес студио Теретана, која што топло би им препорачал на гледачите да ја посетат, дефинитивно преубав амбиент. Кажи ми од тој аспект како се гледаш? Па да, се гледам од тој аспект, доста ми е интересно тоа, еве се уште не истражена за мене, затоа што сметам дека кога некој е фокусиран толку на преварувачка кариера, дека не може скроз да се посвети толку многу на своите надпреварувачи или некој ако сака да работи со тебе, али во догледно време кога ќе се пензионирам би сакала да, исто така и како судија, и тоа ми интересно, би сакала да полагам за судија и понатака да го правам тоа. Точно. Пак да бидам до спортот блиску. Да. Па целото искуство што го имам да го приманам, нели? Мило ми е што дефинитивно македонскиот бодибилдинг можеби нема да умре поради тоа што ќе следат судии кои што
осетиле на своја кожа како е да осетат неправда, знаат дека не треба да биде неправда, да нема неправда. А, ти си една која што има осетено за жал поради одредени ситуации и точки нели кои што не би навлагал да ги дискутираме. Не, ама има многу политика и сакам на јавноста да кажам дека колку и да се суди доследно, една доза на не е една доза, има многу голема политика, има не е секогаш дека си ти во најврвна форма, туку е дека треба да се поклопат сите коцки во моментот за да ти можеш да го постигнеш тоа што го сакаш. Психолошката состојба, сплетна околности, треба среќа да имаш едноставно. Да се склопат тие политика, дали ќе се погоди некој судија, ете ја конкретно имам проблем со тој еден судија, нема шанси, ни ја и он не сме си легнале, значи он не е крај, ме сваќаш, не, тоа е, како да кажам, и секде кај што ќе одам, мора он да суди. Имав среќа у Јапан тогаш што се исклучи од тој панел и едноставно, ете, ми се посреќи во другата категорија за да можам да направам нешто повеќе од тоа. Така да, не е само целава работа, многу политика има, не треба да ве осхрабрува тоа. Ја и тука пак ќе кажам, не се откажувам, има еднаш апсолутно да видам и крај, дали мастерс или сеньори, мора тоа да се случи. Така, исто друго што ме интересира, напомена пред малку дека си номинирана за спортист на годината. Втор билдер, да речеме, кој што е номиниран кај нас за спортист на годината, втора жена. Кажи ми, ме интересира околу тој дел како беше прифатена таму разговорот, како течеше од твој гледен аспект, како беше прифатена, ме интересира. Па види супер, многу пријатно бев прифатен овој пат од тие до нашето министерство, од нашиот министер за спорт Борко, што баш низ муабетот кој го правевме, тој кажа јас не се разбирам толку многу од бодибилдинг, меѓутоа јас сум спортист и многу мислам го ценам овој успех што си го направила, поготово како жена. И доста добро бев прифатена и ете влегов во 5 спортистки кои што се номинирани за спортистка на годината. А воедно и да напоменам дека многу голем успех беше, еве може 2023 треба да изброиме дефинитивно, зашто светската ранг листа кога излезе сега, јас претходно кога сум ја гледала, јас сум била меѓу 100 натпреварувачи во светот, а сега бев девета, на девето место. И тоа збориме во боди фитнес за сите успеси што сме си направиле низ текот на целата година, пошто нели бев и балканска шампионка и имаше ред многу надпревари на светскиот куп, бев прво место во сеньори, таму кое место бев исто влегов во некои први 6 во мастерс и доста успеси, тоа ми исто морам да го издвојам како многу голем успех и се гордеам некако, не знам. Ете да се надеваме дека целото тоа ќе има некој бенефит. Ме разбираш, поради тоа што се работи, дека што кажа ти, самиот министер за спорт не е информиран за нашиот спорт, што се случува, како се случува. Се надевам дека ети медиумите како мојот канал и дека останатите подкасти би придонеле до тоа да се внесе малце свест кај нас. Не само кај нас, општо сегдека. Претпоставувам дека според тоа што го гледам од претходниот подкаст, повеќето се од Балканскиот полуостров гледачи кои што не гледаат. Така да се надевам дека ќе внесеме барем малку свест за тоа што и како се случува во спортов, дека е дефинитивно спорт кој што е единствен 24/7, каде што една грешка не враќа една недела назад, а таа една недела назад многу значи кај нас. Кажи ми исто нешто што ме интересира, да се осврнеме малце на позитивното. Некоја интересна случка, дешавка на такмичење кое што можеш да издвоиш? Леле, имало многу интересни случаи. Знам зошто те прашувам и затоа сакам малце да влеземе и у таа тема. Дали некојаш тебе некоја сум ти раскажувала што ти оставила некој впечаток повеќе? Мене ми ги имаш 99% и ги имам гледано доста од стварите и тоа те прашувам која би издвоила ти. Леле, сега вака не можам да се сетам конкретно на една, ми поминуваат многу. Една интересна случка ета беше со Мирко, сега ќе ми текнува кога
Една моја колешка и многу блиска пријателка Даница го имаше немаше видено во пасошот дека истекува за 3 месеци, кога стигнавме тука на аеродром и рекоа нема шанси со ова да влезеш во Италија, идавме на Diamond Cup Милано, мислам дека. И Мирко позелена, вака му се споја сите тука вени, почеа му излагаат, дајте ми тие за пам, почна, значи знаеш кога тоа фитили готово, му се споја нервите. Овие другиве сите му зборат, не, остајте бе, вика, он ќе те убија, ми вика на Даница, ама стварно тоа е многу голем стрес, затоа што ти се спремаш цела година за тој надпревар и се оди, знаеш, не пуштаат. И ја излегов надвор и вака застанав, видов некоја не знам, некои луѓе во униформа и се обратив на жената и го кажав проблемот и она ми вика имаш среќа, јас работам на тој оддел. Вика јас можам само да ти кажам дека ние ни за болест да е сега нема шанси да ве пуштат, да ве пушти италијанската полиција. Вика единствено што јас што имам оваа функција, бидејќи сте спортисти и можам да искористам да го искористам мојот збор да ја замолам италијанската полиција да ве пушти, дека јас гарантирам за вас. Само тоа можам да пробам и отиде да проба и не пушти ја. Тоа беше, не знаеш какво урлање. И беше смешно, влагаме во авион и седеме и он вака се издишува, веќе, знаеш, му целата енергија му отишла и Буричка, пријателка што се надпреваруваше, Буричка вака во тој вика, што бараш? Па тие за пам се потресов да се смирам. Дај ми мене да. Значи, тоа беше многу смешно, после се смеевме птен, иако реално не е смешно, затоа што ќе испушташе многу голема шанса, затоа што мислам дека таму беше оној шампионка, дека освои. Интересно е што оваа приказна ми текне и мене и ми текне уште една приказна исто поврзана со пасош, ама таа ќе оставиме. Со нашата со Мери. колешка, со Мери велнес колешка, која што беше истечен пасошот, а ние бевме 11 луѓе од репрезентација, никогаш во животот не се случило, мислам дека е од јас од кога се натпреварувам, да има 11 репрезентативци. Меѓутоа Боби, морам да го пофалам како изреагира, што направи и дека Мери беше испратена и беше изведен пасош и дека се врати и дека буквално од боење на бина ја фрливме од авион и дека освои беше светска шампионка. Мислам, тоа беше невозможно нешто. Да. Невозможно. Да. Интересно е што во оваа федерација во IFBB Македонија е доста позната според успеси. Скоро во секоја категорија имаме по еден шампион. Зборам за големиве такмичења. Ете, можеби не би го вметнал тоа балканското, ама ете да речеме светски купови, светско првенство, европско првенство. Секдека сме добитни, барем кога идеме како тим, секдека имаме успех барем во една категорија најмалце, ако не и во повеќе. Тоа е многу позитивно, што значи дека на македонската земја лежи многу квалитет. Квалитет кој што можеби е неискористен поради тоа што еве ќе се надоврзам и тоа ќе ти го поставам како прашање, зошто мислиш дека кај нас не е поддржан бодибилдингот, иако еве како што напоменав имаме многу талент? Искрено не би ја знаела таа причина зошто не е поддржан. Пред се нешто ми е мене многу чудно, што фитнесот, бодибилдингот, мислам фитнес бодибилдинг, тоа е тоа бодибилдингот. Мислам кога вежбаш со тегови, тоа е тоа. Е толку распространет како склоп на секате на секој спорт. Како рекреативен спорт во склоп на секојдневниот живот, што многу луѓе го практикуваат, и мене ми е многу чудно зашто како компетитивен спорт не е прифатен. Тие се тие предрасуди, претпоставувам. Мислам дека се тие предрасуди за дали за екстремите што се прават на пинас, дали тоа е, значи секој спорт носи свој екстремити, исто кога треба да имаш утакмица за фудбал си во карантин, значи има одреден протокол што треба да правиш. Кога си пливач истото, кога си тенисер, тоа какви тренинзи имаат тенисери, мислам не знам дали некој видел. Ако постои што прати спорт, тоа е надчовечко тоа што се прави. Сега кај нас само визуелниот изглед, што изгледа нели поекстремен, и тоа е секако пик-уик таа недела кога ти ја правиш формата за на бина и ти сега
после кога ќе завршиш со тоа, си нешто приближно околу тоа, ако се надпреваруваш многу брзо, меѓутоа е далеко. Не знам зашто така гледа, стварно. Така. Не, сепак е спорт, ако јас не изгледам поинаку, нема да можам да се надпреварувам. Точно, И е точно. естетски многу убаво, мислам, многу е, како да кажам, симетрија се пази, Прецизен спорт. прецизен спорт, да, не знам Може зашто би така се рече. најпрецизен, да. Поради тоа што Капацитетот не е, мислам дека на тоа ниво, така. на гледање на работите. Поради тоа што сите останати спортови се, да речеме, моторичка адаптација. Фудбал ќе го спомнеме, шутираш, тебе ти станува тоа, да речеме, природно. Ти влегува во знаењето. Овдека не знаеш што се случува следно. Разбираш, овдека ти градиш заедно со тренерот, иако нели ќе кажат пак индивидуален спорт, вака така се работи, сепак ќе кажам за тимски спорт, каде што најмалку се двајца, самиот надпреварувач и тренерот. Да не збориме за мистер Олимпија калибар, каде што си имаат нутриционист, тренер, можеби и психолог некој од нив. И да, дефинитивно многу лошо сватен е бодибилдингот, посебно кај нас. Исто нешто што би сакал да те прашам, еве, да се посветиме малку на прашањето од гледачите. Кој дел од припремите ти е најпроблематичен? Значи, ништо не би можела да го сврстам како тешко. Тежина своја има тачно, има денови кога јас тоа сакам да го објаснам на луѓето дека јас не сум секој ден мотивирана апсолутно. Некогаш не ми се станува во кревет, некогаш се ме боли, некогаш имам некои животни чаленџи, проблеми кои што ме демотивираат, дефокусираат од она што го правам, меѓутоа јас морам да останам на трака и да, нели, да го надминам тоа. Тоа апсолутно ми е веќе надминато и можам да се носам со тоа. Храната исто, диетата исто, фаќаат кризи, стварно фаќаат кризи на моменти многу, меѓутоа и со тоа можам да се борам. Најтежок момент ми е водата. Добро, претпоставуваш што ќе биде. Значи, знаеш, вака може да изгледа смешно, ама водата кога ќе стигнеме со ние по 8 литри, сум пиела и по 12, екстремно многу тешко. Еднаш кога имав и ситуација многу зезната, таа физиологија кај што не смееш да погрешиш ништо, зашто може да е после многу Да, контраефективно. голем проблем. Минерали ги мочаш сите, нели? Нормално. Се сврлаш. Затоа пиеме и калиум и така натаму и така натаму. И сега на еден Арнолд Класик, првиот Арнолд Класик кај што бев, Боби судеше цел ден во пронад преварот. И бевме јас и Мери, се сеќавам, беше многу топло во Севилја, тоа Андалузија, не знаеш колку е топло, значи 15 септември беше 50 степена. Отидовме во теретана да вежбаме, тоа беше ден пред такмичење, така беше протоколот. Обично јас не вежбам ден пред такмичење, ама тогаш вежбав. И Боби ни рече не правите ништо екстремно, само лабаво, ама нас дали не понесе некоја атмосфера дека некоја друга теретана беше, па нешто така се снимавме малце поише од што требаше. Толку многу изгубивме вода зашто се испотивме, поготово што и пиевме многу вода и цело време исфрлаш, тогаш и без сол. Јас бев без сол, не одам секогаш со таа техника, ама тогаш бев скроз без сол и од протоколот што требаше да го направам, не направив се. Заборев да се напијам калиум. Значи, ординарна грешка. Ми падна калиумот, јас не бев свесна за тоа, сега што сум многу едуцирана во однос на ова и што Боби знае и он како ме праша, јас му пишав коуч, мене ми е лошо, јас ќе умрам. Дали некој стомачен вирус ме фати, не можам да мрднам, без живот не ми се рацете скроз. И он ми рече, дали све од протоколот направи. И кога ми го кажа тоа, мене ми кликна дека јас заборев да се напијам калиум. Отворив кои се симптомите, комплетно тоа, тие симптоми ги имав, сватив што ми е, одма се напив, еднаш, два пати земав електролити, ми рече дури касни малце сол ако имаш, банана и така натаму, ми требаше време да се стабилизирам, заспав. Се врати он од такмичење, ми вика станувајте мачкам. Јас станувам веќе 12, 1 сат на вечер, ние наредниот ден треба да се такмичам јас. Не можам да мрднам, тело овака ми паѓа само. И он ми вика добро легни се.
Одспав убаво, се стабилизираше телото, а искрено готово се отпишав дека ќе се такмичам. Станав, пушка, во 4:30, во 5 са бајле, почав да јадам, ми се врати апетитот, он само вака го видов како што спиеше со едно толку, вака се насмеа, се нашминкав се, стана, видам, кој спремна со може да ме мачкаш. Викам, има да освоиме нешто, не да кажувам. Значи, водата ми е најтешка, дефинитивно, тоа ме убива, дури ми се лоши. Така, водата. така. Види, интересно е што, да речеме, кажи ми овој дел кога ти се случи ова, дали користеше диуретик или не? Идеше на природна дехидрација? Чека да се сетам, не, користев, ама многу малку. Користев 5 дента само користев пола и мислам дека наредниот ден уште по. И тоа не многу инвазивен фуросамид, туку беше Хидро. хидро, да, нешто такво. Ама јас ја знам грешката кај ми е. Така. Види, интересно е што од подкастите што ги имам снимано до сега, втора или трета си која што ми ги спомнува грешкиве, да речеме, при процесот дехидратација, ете, да речеме, и со диуретикот, самиот имам експериментирано на своја рака, пак ќе кажам, ниту еден од тренерите со кои што имам работено не е инволвирано тоа е мојата имагинација и мојата желба да пробам нешто ново. А пробувам нешто ново за да знам за себе, за понатаму дали е грешка, дали ми е окей тоа. И дефинитивно, ете, ај да не речам 99%, ама 90% од нас имаат многу интересни приказни кога станува збор за тој период и кога станува збор за диуретик. Значи, никогаш во животот не ми се случило ништо во однос на тоа. Секогаш сум пратела протокол што ќе ми го каже тренерот, јас за разлика од тебе не ќе да експериментирам сама на своја кожа. Ако имам некоја нешто прашање, прашувам, ако ми речат не, никогаш, ова, како да кажам, ова беше случајна грешка од премор, значи едноставно заборев, мислам, не смеам да си дозволам да заборам во никој случај, ама ете, се случи, тоа е тоа. Да, интересно е така, види, пак ќе се вратам на тоа, ако не сгрешев, немаше да научам дека треба да пратам протокол, така е. Исто што сакав да те прашам, кажи ми, поради тоа што знам дека имаш освоено прокарта, кажи ми дали Кате планира да активира прокартата, дали Кате се гледа во IFBB Pro кај федерацијава? Леле, да ти кажам, уште не сум размислувала на оваа тема, имам неколку прокарти. Искрено, ми е доста голем предизвик да пробам. Не знам дали сега, не знам кога. Секако дека да, сакам, меѓутоа па имам и во главата исто така во аматерскава лига ми се многу голем предизвик овие светскиве првенства, европско, тие некои работи што сакам да ги затворам како такви, а ако ти идеш упро не можеш да го направиш тоа. Да. Така да сега бев у семи-про, но и тоа не е пуште про, нели нормално на светскова. Ама дефинитивно да. Мило ми е што го слушам тоа, поради тоа што е жално во оваа федерација, да речеме, за разлика од NPC, што се зимаат прокарти, да речем, ајде ти имаш неколку, со тоа што имаш амбиција да активираш, ама имаш некоја замислена цел. Сега има доста надпреварувачи кои што ги оствариле тие цели, ти што викаш дека треба да се остварени, а сепак стојат тука. Ќе ти кажам зошто. Ме интересира, ајде, твоја гледна точка, ќе ти кажам зошто. јас. Бидејќи прво надпреварите од неодамна почна да имаат парични награди и се доста тешки за освојување. Паричните награди не се нешто, не знам, на сите надпревари нема голема парична награда и тоа е нели мачка увреќа дали ќе освоиш или не. Меѓутоа во аматерскава лига самата држава тебе те финансира и ти дава финансиска помош, нели, како во случајов мој, каде што јас добивам поддршка од Министерството за спорт, претходно Агенција за спорт и млади, се од Министерството за спорт. И се добиваат тие награди така натаму и си препознаен како таков, ако влезеш во Про лига, веќе тоа е скроз друга димензија,
како професионален спорт треба да се спонзорираш сам. Само Не ти го спонзорирање, признаваат точно. од државата. Точно. Кажи ми Кате, за крај, што е следно за Катерина? Следно правам пауза сега во април, ова пролетнава сезона, ќе помагам еве за сите надпревари што ќе ги организира Бубан Ѓуровски, има доста интересни надпревари, едниот во Охрид ќе биде, знаеш ли да? Херкулес. Тоа е едно, друго ќе се спремам за есенската сезона за светско и тоа да се кази јако во Буди Фитнес. Така, кажи ми што е нештото на кое што ќе се фокусираш главно да го подобриш за таа есенска полусезона која што следи? Нештото на кое што ќе се фокусираме за нијанса, за многу мала нијанса по длабока сепарација. Друго во однос на сајз, мислам дека можеби не би одела со ништо многу повеќе, можеби за нијанса нешто рамото, бидејќи знаеш дека ми беше повредено, па имав малце тука застој, меѓутоа тоа се го поправивме. Некој детаљ можеби на грбот малце и долниот дел на задникот, она V линија уште малце повеќе да ми е изразена, задната ложа ја коригирав и мислам дека тоа би било тоа. Јасно, убаво е што имате јасна цел. Воедно сакам и да ти го поздравам тренерот Нели Боби во оваа прилика. И како за крај, како што го завршуваме ви оваа втора епизода, сакам да ја завршам исто. Кажи ми, што би им препорачала на сите оние кои што не гледаат, без разлика, ако сакаш нека биде посебно за момчињата, за машките, посебно за девојчињата, за женските, слободно. Оставам на тебе. Што би им препорачала? Сите што сакаат да се напреваруваат, да не отстапуваат од тоа и да не ги одвлекува било каква да не ги одвлекува било какво општо мислење на публиката и на општо на народов тука во Македонија. Да го прават тоа што го сакаат и да не се плашат и никогаш апсолутно за ништо на светот да не се откажуваат. И дека апсолутно се што ќе си зацрташ во глава можеш да го постигнеш. Јас сум пример за тоа и го гарантирам тоа дека е така. Така, ти посакувам преубаво ов сезона која што следи за тебе. Ти посакувам да одмориш, иако кај нас не е тоа одмарање. Ти посакувам се што треба да поправиш. И знам дека успехот кај тебе е неизбежен, така да оставаме само времето да покаже и се надевам дека те гледаме после тоа повторно во некоја нова епизода со уште повеќе трофеи. Еден пат се гледаме со медали и со трофеи. Така е. Исто така за вас гледачите, што сакам да кажеме, сите кои што гледате ќе ве замолам да се претплатите, бесплатно е или може да се субскрајбнете за покажете поддршка, за да носиме се уште интересни гости како што е Катерина, како што беше Божидар, а ние се гледаме у следната епизода.